7 дена пред изборите Кочани е само на изглед спокојно место. Исчекувањата, неизвестноста и стравот овде се измешани и тие во овој момент ја градат навиката за новата реалност. Таа нова реалност на сите им доаѓа тешка, па ги запрашавме кочанчани. Што во овој момент ги загрижува? Сите млади, способни кадри не се тука. Слабо има работа, луѓето се незадоволни. А како нема да не загрижува, ако кине пензија, пример, ако кине, тоа многу нешто значи. Фирмите да ги отворат, а не да ги затварат фирмите. Поголем дел од народа нема добиено субвенции. Тоа е едно од најзагрижувачкото во градот. Вработувањето е со короната сега, знаеме дека е многу послабо. Иако проблеми имаат сите, во оваа ситуација изгледа трговците го влечат најдебелиот крај. Крајно лоша состојба, значи побарувачката е многу намалена. Ситуацијата е многу лоша, не се знае ни што ќе се прави понатаму. Исто така имам и колешки од другите бутици што исто така се крајно разочарани, дури не сакаат ни да разговараат за ова. Исто така тие се со други дејности, пример продаваат посвечени фустани, костуми, такви работи, кај нив побарувачката е многу слаба, бидејќи во ова време не се прават ни свадби. Тоа по роба не можеме да одеме, границите се затворени. Паралелно со здравието и економијата, кочанчани ги очекуваат и изборите. Сметаат ли дека идната влада ќе најде решение за помалку проблеми и повеќе работа? Ништо никој не подобрува, никој не подобрува. Можно само на полоша, а подобро не верувам. Кој ќе го во више оправе? Кој е се за оправање од корен. Али како направеното не може да биде. Не доаѓа. Секој гледа да дрпне повеќе. Па, надеваме се, Боже, се со нада живееме. Така треба да биде со новата влада. И така и ќе биде. Само народот дали ќе биде свесен да го избере правилен човек. И мислам дека наредниви избори ќе дадат шанса повеќе. Веројатно изборите ќе продолжат преговори со Европската унија и така натаму. Бидејќи политичарите по обичај забораваат некои обврски, прашањето за кочанчани беше: што вие за Кочани би направиле да сте премиер, па макар и за еден ден? Па да биде подобро, убаво да биде. Нови работни места, економија, се. Стечајци кои не се земале да земат стечајка и така. За младите перспектива е тука. Вработување и платич. Сепак, што за граѓанската неизвестност и стравовите смета правиот човек на градот Николчо Илиев? До сега Кочани некако се справува со овој проблем, немаме некои огромни отпуштања или такви проблеми. Се уште се бориме и се носиме со овој проблем како град. Втората работа, веројатно по надминувањето со здрави наши сограѓани, здрави луѓе, ќе можеме да градиме и здрава економија. И секако многу е важно на крајот после овој надпревар да добиеме легитимна влада која ќе може легитимно да носи одлуки со кои ќе ги решават проблемите на граѓаните и навистина ќе овозможат едно нормално течење на работите и нормално решавање на проблемите.